Почитувани гледачи, добро вечер. Еве не со уште едно издание од нашата емисија Интервју. Јас вечерва се надевам дека навистина ќе уживате во наредните 30 на 35 минути, бидејќи имаме ретка прилика во нашето студио да имаме гостин кој навистина во изминатите години беше битна политичка фигура во македонското политичко милје, меѓутоа можеби сме немали прилика во последниве години еве да слушнеме не за околу неговите мислења, ставови и така натаму за она што и се случува на Македонија. Имено како вовет во разговорот кој што вечерва ќе биде овде во нашето студио со гостинот, за кој уште малку ќе ве држам во неизвестност, јас ќе прочитам еден негов став и се со единствена цел за да имате појасна слика околу тоа на која тема и за што вечерва ќе говориме во емисијата Интервју. Имено се работи за следново. Значи, ВМРО Демократска партија смета дека влада на претходно договорена постизборна широка коалиција, а не техничка влада, е единственото решение за излез и понатамошна консолидација од политичката криза. Влада во која партиципацијата на секоја од 4 политички партии одделно ќе се одреди преку изборниот резултат на следните избори и која ќе биде одраз на политичката волја на граѓаните и затоа нема да биде откроирана, туку легитимна. Премиерот ќе го предложи партијата со најголем број освоени пратенички мандати, а неговата евентуална интервенција во одделни ресурси да биде прецизно лимитирана со претходниот договор. Владата да има целосен мандат без можност за предвремени парламентарни избори. Во договорот да бидат јасно и недвосмислено прецизирани ограничувањата во незината работа за време на целиот мандат, дека покрај постојните уставни ограничувања таа не може да преговара и да покренува било каква иницијатива во врска со спорот за името со јужниот сосед, ниту иницијативи за промена на моделот на политичкиот систем, како и за унитарноста на државата, ниту да го толкува рамковниот договор и со тоа да изведува наводни дополнителни обврски кон албанското малцинство. Двете македонски партии во овие околности мораат во интерес на Македонија и македонскиот народ да ја споделат одговорноста и да не ја туркаат државата во политички вакуум кој ќе се пополни со најдеструктивни политички антимакедонски процеси и сосем извесен катастрофален епилог. Во ваквата влада, на претходно договорена постизборна широка коалиција, двете македонски партии ќе се позиционираат во едно специфично единство како последна институционална брана во одбрана на унитарноста на Македонија, да се осуети рекомпонирање на државата која отворено се најавува од албанското малцинство преку барањата за консензуална демократија, дводомен парламент, двојазичност на целата територија, дури и нивни барања кои водат кон федерализација на Македонија. Со закон за следните избори да се утврди дека секоја партија оди сама на избори без предизборни коалиции во една изборна единица според Донтоновиот модел без изборен праг. Со тоа владата ќе биде составена од 4 најуспешни партии, но парламентот ќе биде според волјата на избирачкото тело со автентични пратеници на повеќе политички партии, што ќе обезбеди законодавниот дом да го добие своето место предвидено со постојниот политички систем од државата. Еве ова е накратко ставот, како што реков и на почетокот, на ВМРО Демократска партија. Од тука, почитувани, сигурно предпоставувате дека вечерва со нас гостин во студиото, а преку малите екрани и со вас во вашите домови е господинот Владимир Гулабовски. Добро вечер и добро ни дојдовте во студиото на Канал Визија. Добро вечер, добро ни најдов и поздрав на гледачите на Канал Визија. Јас сете уште во најавата кажав дека навистина сите ние, вклучително и ние како медиуми, како новинари, долго сме немале прилика да разговараме со вас, а од тука сигурно и нашите гледачи можеби дел имале можност да ве видат, но поголемиот дел верувам дека не. Причината за вашето гостување во мојата емисија, во нашата телевизија е токму она што во моментов и се случува на Македонија, а за кое вие како политичка партија и како човек кој е еден, да речам, од оние најстарите кои што придонесоа Македонија да биде ова што е во изминатите 20 и кусур години, сте токму вие. Тоа го начнавме овде, меѓутоа еве конкретно кажете и вие по ова прашање што мислите. Еве да го поддржам овој предлог решение со една забелешка достапна до гледачите, дека овој текст е производ на една сериозна анализа во која што јас сум сигурен дека диагностицирав една состојба која што е поразлична од стереотипното известување што од медиумите, што од аналитичарите кои што се во енормен број во последно време,
што ствара една погрешна перцепција и оттаму едно погрешно однесување спрема кризата. Имено сметам дека оваа криза не е автентична, дека е инсценирана, дека целите од оваа криза не се однесуваат на демократскиот исчекор и на развој на демократијата и стабилизација на државата во сферата на институциите, што се подразбира во една ваква криза, туку целите се многу подраматични, а се однесува за еднината на државата. Ако ќе нафрлам прво неколку елементи за да може само и по себе гледачите да сватат на што целам, ако сите предвремени избори во Македонија практично курирски преку Али Ахмети се соопштува во владеачката коалиција кај што ВМРО Демократска партија е член, и не можеме да се спротиставиме на притисоците кои што водеа форсирано до предвремени избори, иако е јасно и да не биде човек аналитичар дека на секои избори позицијата на албанското малцинство се зајакнуваше до степен во последно време да тие представуваат пореспектиран фактор и соговорник за странскиот фактор преку кој што треба ние да учиме како да си организираме државата во која што сме свој на свое. Тогаш е јасно дека тоа сомневање кое што го изразив веќе станува факт дека Македонија се соочува со едно ново премрежје во една ситуација кога за жал или за среќа ќе покренам прво самата адреса на тој странски фактор која што глобално ја земаме во предвид не е кохерентна во смисла да се согласни за сопствените интереси и тоа ја одлага евентуално некоја ситуација која што би била многу за нас неприфатлива, што ни дава време да се подготвуваме за она што како најава го чувствуваме може полошо да се случува. И во таква една ситуација нормално треба кога веќе ќе ни се биде јасно да овозможи да заради околностите развиеме капацитет на сериозна проценка и на пресретнување на оно што може негативно да се случува со државата. Вие овде велите дека апсолутно не сте за техничка влада, меѓутоа сте за нешто друго. Значи, исто така и забележав овде дека вие кога сме и кај демократијата, оти ова што во последно време и најмногу ни се случува овде, дека спориме околу тоа дали има во земјата демократија или нема и дали токму од отсуството на таа демократија произлегува сите овие состојби во кои сега се најдуваме. Значи, зошто сте против техничка влада, туку имате идеја да биде некаква поинака? Затоа што техничка влада или експертска, тоа е модифицирана она што во пржино со договорот ни се наметнува. Тоа не е наша потреба, ни се наметнува, сакам тоа да го повторам. Како и значи и за двете овие опции се подразбира дека тие треба да се реализираат без избори. Тоа е една ситуација во која што опозицијата веќе повеќе од 4 години, јас тоа сум го диагностицирал и сум го кажала, сега веќе сосема се заостри тој проблем, е неприфатливо за мене, бидејќи представува груба интервенција во организирањето на државата и сомневањето произлегува и од самиот факт што е таа причина, странскиот фактор, да удоволи на таква желба, да една структура, дел од политичката структура во Македонија биде наградена, се знае на избори се доаѓа во една таква одговорна ситуација. Од друга страна, постои и уште еден факт кој што се уште никој не проговорил, а зачудува зошто тоа не е една свесност и кај двете партии, дека потребата партиите да се најдат во исто време
во една влада, не само од таа причина што кажав заради националните интереси во самиот текст е потребно, туку е и во егоистична една сфера на партиите, значи и во негативниот контекст како перцепција кај народот, но многу корисно е за самите партии, за да може да бидат во амбиент каде што одговорноста да се превземе водењето на државата не е толку ризично. И тоа ќе го потврдам со две кратки анализи што ќе се случи ако едната или другата партија сами понатаму владеат со Македонија. Да земеме предпоставка дека ВМРО-ДПМН треба да ја земе одговорноста сама да ја исклучи опозицијата. После бомбите и 세едно заради долгото владење кое што ствара политички замор, што е нормална работа во политиката, не може Македонија тоа да го избегне. Би сме се соочиле со санкции заради ситуацијата актуелно што се случи и тоа пред се на кои што не може да се одговори, а тоа е до овие меѓународни институции и банки како меѓународниот фонд, Светска банка и така натаму, нема да даваат поволни кредити, а ние знаеме дека сите потреби на државата ги буџетски ги сервисираме, односно бидејќи економијата не ни е здрава да ги алиментираме на природен начин. На тој начин ќе се соочат за 6 месеци најкасно, ако не попуштат на други барања, може еден список барања да се предпостави кај што Македонија би се разнебитила и би била уценета една таква влада да не може да функционира. Македонија би дошла во колапс. Оттаму е многу важно да ја сподели одговорноста и со другата страна, барем ако не друго да се усложни задачата на меѓународниот фактор ако се точни моите најави. Но ние имаме сега, ќе ви го земам. Да одговорам. А што е па сега интересот на Социјалдемократскиот сојуз да бидат заедно? Социјалдемократскиот сојуз кој што се плаши веќе од избори и сака без избори да влезе, сега мојот предлог им дава шанса како на македонци браќа, ние сме исто, да не се плашат, не може да победат, ама тоа што ќе го оствара сигурно има своје избирачко тело. И ќе биде легитимно. Ќе им биде легитимно, ќе влезат натре, нема да зависат од премиерот, тоа ќе биде договор, све регулирано, клучот на министерствата, све тоа тука не сум го предложил, али постои значи и такво еден механизам испланиран и на тој начин ќе бидат легитимно во власта, заедно ќе истуркаат најтешкиот период. Истовремено што е придобивката од ова, тоа што тука веќе го напишав, само ќе го потенцирам. Добиваме мораториум од 4 години, затоа инсистирам да нема предвремени избори. 4 години нема разговори за име, нема разговори за федерализација, нема ништо, никој не сме ништо да прави, државата ќе си ја консолидираме, двете партии ќе се зближат, омразата да спласне. Каде ќе не води иначе ова? Не може еден со друг да разговараме. Токму заради тоа сакав да прашам. Моменталната ситуација која што се случува во земјата, имајќи предвид активностите на шарената револуција и така натаму, обидите на актуелната власт, кротко, мирно, народно да се изразиме, да ја држи под контрола работата. Имаме ли ние капацитет да се справиме како земја и еве можеби да биде прифатен и вашиот предлог да се направи исчекор напред, па да можеме да застанеме на поздрави нозе, да може Македонија конечно да тргне напред. Значи парадоксална е ситуацијата затоа што ние треба да се спротивставиме на ова што ни се нуди како лек од надвор, за повратно во нивни очи да станеме респектибилен субјект, кој што тие нема да го чувствуваат како проблем, него ќе се јави тогаш природно еден простор да ни помогнат да се одржиме. Во овој момент тие не гледаат во нас држава способна сама за себе да се грижи заради сите овие околности што ги ствараме. Ние дури ни на пријателите ги изгубиме, не знаевме да им кажеме кои се нашите црвени линии и каква помош ни треба. И они почна да гледаат во нас територија и ако гледа територија си ги препознава своите геостратешки интереси. Германија гледа тампон зона на Грција да има заради банкарските инвестиции кои што се таму. Они всушност и грчката свес со инженеринг во 1833 година со малолетниот Отон Баварски ја направиле, тие и не знаеле што се.
дури до абсурд може да се случи, да кажам, а погрешно бидам разбран, ние по фактите дури сме поголеми Грци од нив, тоа тие уопште немале никаква свест. Ние сме македонци нормално, но сакам да потенцирам абсурдноста на ситуацијата. Американците нормално заради тоа што во Западна Европа немаат веќе да кажам место за престој, тука се за стално во Бугарија го ситуираат терено со Албанија за игра на албанците и ние во оваа ситуација кога премолчуваме, што сакам посебно да ме прашате и околу тоа да ми даете можност за меѓуетничките односи, ние всушност премолчувајќи ги работите заради мир во централната власт, ние се покажуваме пред европската и меѓународната јавност пошироко како осакатен субјект кој што не можеме да се грижиме сами за себе, ние сме народ, не се ни доведоме во еден ниво да бидеме со завршен меѓународен процес на признавање, а веќе самите се обрушуваме во себе, а од друга страна нашите соседи Албанија е заради својата агресивност наградена дека е нација во подем. Ние тоа мора да се спротивставиме со политика на реципроцитет и многу појасно да ги определиме црвените линии. Една од првите мерки на одговор на Рама кој што си дозволува безобразно да дрско да не советуе дека ние со својата разноликост треба да одиме во Европа, а Косово како кохезија едностегнато, етнички. Прва мерка ја предлагам од ова разговор на владата да се укине одењето само со лични карти према Косово. Тоа е апсолутно штетно и од безбедносен карактер и не смееме да ги наградуваме антимакедонските процеси кои што нашето окружување ги покренува против нас. Кажете ми, со оглед на тоа што имате долго искуство во политиката и во она што и се случуваше на Македонија во изминатите години, бидејќи ова не ни е за жал прво премрежје кое што го поминуваме, дали мислите дека потребно е окава интервенција да имаме однадвор, ова што пред малку го кажувавте, односно меѓународниот фактор дали толку треба навистина да интервенира во Македонија и како да им се докаже на обичните луѓе дека навистина тие не држат само една страна. Бидејќи како новинар зборувам сега, впечатокот надвор е дека дефинитивно меѓународната заедница, небитно дали е Европската унија или Америка и така натаму, ја држат страната во случајов на опозицијата или на низиното, јас ќе речам, недолично однесување. Значи, вие покренавте нешто што аналитичарите, кои што, пак ќе кажам, толку многу често претендираат дека ја знаат вистината, воопшто далеку се од да го отворат ова прашање. Мислам дека една од погрешните перцепции, која што не е случајно, можеби така сме усмерени да размислуваме, е дека меѓународната заедница се определила само за една од партиите и таа ќе поддржува и ќе го исполни тоа. Погрешно е тоа дека ја поддржуваат исклучиво опозицијата и дека со сигурност погрешна е сметката на СДСМ ако мисли дека меѓународниот фактор ќе ги внесе во власт. Значи меѓународната заедница по мене води една специјална спроведе една специјална методологија на одржување на статус кво. Македонија, нивен интерес е, звучи овака грубо, но да остане жабокречина, буквално една енклава, која што заробена овде во регионот, ништо нема да се случува и како да е оставена прво да се средат други состојби, други приоритети, да не кажам драматични од подалеку што се од арапска пролет, последиците, Украина. Меѓутоа и во регионот се отвараат прашања, гледаме дека секаде има некоја криза и што е најважно во регионот, тоа никој не го спомнува заради тоа што стана една митологизација на добрите односи патронството од Турција, ние не сме свесни дека колку што до сега имаме проблем со разузнавачките служби на поглавните играчи европски од нашето окружување, всушност во Македонија многу деструктивни процеси се подготвуваат, што може да ни изненадат, а што би се приклучиле кон нешто што ни се алармира дека може да се случи и однадвор, и тоа летово, а се лоцира со настани во меѓуетничките односи. Еве само да кажам, без погрешно да сватам, нема да коментирам, зашто и нема време, ние ќе се сочиме за прв пат со проблеми за едно нелојално однесување од ромите, кои што се значена
популација, затоа што сме невнимателни, оставиме турските интереси, зелениот коридор да работи интензивно и веќе прашање на време кога ќе мора да признаеме дека многу гафови направиме во внатрешната политика. Да посвети посебно внимание. И тука го забележава и од разговорот го забележувам на неколку наврати дека дефинитивно акцентот на она што вие најмногу го ставате се меѓуетничките односи во земјава. Како ги толкувате во моментов? Еве, пред малку начнавте нешто, меѓутоа каде тоа не води, ако се има предвид ова што сега ни се случува точно и овде што ни е напомнато. Рекомпонирањето во Македонија, кој што исто така, нели, пред се го гледам во делот кога зборам за консенсуална демократија, дводомен дом, јазик на целата територија, да, и на рамковни некои други вредности да се извлекуваат за нас обврска, се работи кои што всушност се дел од процесот кој што не е драматичен према надвор, тој е за нас загрижувачки, но не реагираме, имунолошки не реагираме со механизми на една организирана држава, но тоа е една фаза, еден дел на подготовка на која што ќе се случиме со решенија кои што геостратешки ќе биде разграничување на интересите меѓу Германија, меѓу Америка, меѓу Русија. Русија се реставрира, иако нема индиции дека ја промениле политиката во однос дека дури ни према Србија тие немаат вистински интерес, за Македонија уште помалку. Они се уште имаат интерес према Бугарија и Грција, но заради Црна Гора Македонија исто доаѓа во некој контекст првата линија на фронтот што викаат едни и други. Значи, ние добиваме сигнали од едните или од другите кога сакаат за во нивна полза нешто да се случи, но фактички сега додека ова го кажувам, дали можеби таа немоќ што ја покажуваме и брилјантниот одговор да не ги убрзаме работите против нас, па не ги провоцираме по-конкретно да не притиснат, но не може со одлагање да го решиме проблемот. Еден ден, брзо, може би ова лето ќе дојде до некои драматични расврски. Дали ги оправдувате постапките со кои што опозицијата конкретно се обидува да дојде на власт? Индиректно кажавте, меѓутоа, дали е ова начин? Неприфатливо без избори, еве освен овој начинот да влезат со тоа што ќе го одработат. Со таа доверба што имаат кај своето избирачко тело, да им се валоризира тоа во позиција на власт, затоа што ако Германија тоа можеше го направи, ако од друга причина демохристијаните и социјалдемократите направила коалиција и излезе во рецесијата како уште и супер решение, они се единствена нација држава која што во рецесијата излезе со профит, со бонус, тоа за сметка на сите други што изгубија во економиите. Значи, зошто они не сакаат да идат повторно на избори, да имаат трошоци, а ние имаме многу поважни причини зошто да седнат двете партии и заедно да споделат одговорноста за иднината на Македонија. Но тоа да биде привремено, бидејќи не сме, ја не прифаќам тие да останат за стално чуварите на Македонија. Но ќе го кажам со вас тоа што го кажам веќе повеќе од 3 години, дека не постои начин на договарање, нова свест кај политичките елити на едната или другата партија, личности што би можеле да се појават и со својот авторитет како трети опции. Тоа не постои во Македонија, е илузија. Единствен начин има за демократски ичекор, а тоа е да се промени изборниот модел, една изборна единица и ова е клучно, забрана на предизборни коалиции. Гледам Љупчо Георгиевски ВМРО Народна денеска практично не поддржаваат на оноа што пред неколку дена го објавим. Ја им благодарам, ги поздравувам и сум спремен и да разговарам со сите оние кои што вака ги гледаат работите. На тој начин ќе се доведеме во ситуација, имаме пример Данска. Данска е со иста територија како нашата, ист население, има 13 партии во парламентот, ама не приврзоци на големи партии, него тоа е волјата секој дел од популацијата. Секоја партија делува за себе и е артикулација на таа политичка волја. Да ги оправда очекувањата на гласачите дефинитивно. Според ова, вие имате, пак ќе речам, навистина многу долго политичко искуство. Имате конкретни предлози еве за излез од кризата и така натаму. Колку се земаат предвид
вашите размисли, еве конкретно и ова сега пред малку спомнавте дека некои од партиите веќе можеби се пронашле во вашиот концепт, ќе го наречам, меѓутоа сепак оние кои што се клучните, дали имаат слух за вакво нешто, дали постои почва во Македонија и конечно еднаш ова да заврши, бидејќи навистина на сите ни прави преголем проблем, значи зборувам најмногу за обичните граѓани. Тактичен и дискретен, но заради позитивната што треба порака да произлезе, големите партии сепак идеите да ги препознаваат и кај помалите субјекти во коалиција кои што им се. Значи, пред да се случи 24 декември, на кое што имаме се уште последици, јас се спротивставив на таа средба на коалиционите партнери, и тоа после тоа и го обелоденив, и тоа дури како доказ излезе дека некој заговор имало, не беше во прашање тоа. Тоа беа концепти два кои што ја се спротивставив на тоа, но не ме послушаа, а ги предупредив дека на тој начин ќе се вклучи меѓународниот фактор и од тоа ќе се материализира една иницијатива, сила на опозицијата која што е безидејна, но ќе се закачи на тоа прашање и ќе има партнер што ќе. Втората работа ме послушаа, а тоа беше оној момент кога се заговараше крвопролевање дека на протестот што го закажа опозицијата и контрапротестот што беше и дека автоматски. Ја им кажав дека кај сте виделе вие пуч да се направи со влегување во влада. И тргнете а полицијата, оставете ги нека влегуваат, ние ќе одиме пред парламентот, камп да направиме пред парламентот, да чуваме Македонија и демократијата, а не ВМРО, да помнем, Македонија да чуваме, но на еден нов начин, културно, со тие културни содржини така како цивилизацијски прецеден. И тоа го кажам затоа што сум го кажал и сега можеби и не требаше да бидам нескромен да го кажам, но влијам, сакам да кажам толку колку што ми дозволуваат. Вие сте во право. Младите не слушаат доволно. Знаеме, затоа рекол од искуство. Телеграфски ќе прашам и за тоа. За аболицијата да ви кажам. Аболицијата, токму тоа е веќе прашував и тоа ме интересира вашиот став. Пред Прилеп, бидејќи респектирам патриотизмот. Дефинитивно, аз со тоа се гордееме. Се гордееме со тоа. Прилеп да ги кажам работите кои што луѓето тактизираат, неќа да ги кажам. Јас сакам да кажам колку што сум против без избори опозицијата да влезе, апсолутно сум против, толку сакам да кажам категорично дека аболицијата е противуставна, врз непостоечки закон е ништавна и не смееме да заради партиска лојалност да се калкулира со таква опасна работа. Затоа што се што ќе го направиме непринцијално ќе ни се врати како бумеранг и ќе ни го стесни маневарскиот простор, ќе не притиснат заради тоа што самите не сме сакале да ги гледаме со отворени очи работите. Значи дефинитивно сметате дека тоа беше Не, тоа е голема грешка и мислам дека можеби е слабост заради една психолошка состојба воопшто во лидерската партија, кои што се најдоа под притисок, да некој многу вешто таа чувствителност има зголеми, да ги доведе до степен да помислат и да побараат во некаков разговор со председателот на државата и мислам дека тој без знаење на лидерската партија како гаф или дозволам и посериозна друга некоја димензија не соодветно димензионирано да ја претвори целата таа ситуација во политичка катастрофа. Ова е дефинитивно губење на авторитетот, политичкиот авторитет пред меѓународната заедница. Со оглед на тоа што и времето брзо ни поминува, кажете ми, ме интересира вашиот став околу формирањето на специјалното јавно обвинителство, дали може, е кадарно, има капацитет да исполни својата улога за која беше формирано, или со оглед на ова што наназад се случува, па може би нешто не е како што треба. Македонија после бомбите не е иста. Дефинитивно иста. Но мора легалистички да се приде, бидејќи ќе залутаме во лавиринтот на страсти и обично кога вакви амбиентални, значи стресови се доживуваат, тогаш и мрачните пориви, дури секој од нас што ги има, меѓутоа и колективно се артикулираат во деструктивни процеси. Јас затоа ќе констатирам факти, а гледачите ќе може да проценат и да се релаксира тоа навивање. Во политиката, ако избирачот, без оглед дали е член на некоја партија или не, го изгуби од предвид, доминантниот критериум треба да биде неговиот интерес.
Така. Ако се поведе како на фудбалски надпревар да навија за некого, а дома ќе отиде и празен фрижидер најде и се губи смислата. Значи, у политиката мора рационално секој да ги проценува работите према сопствениот интерес, но сепак да има еден рационален однос, да биде блиску до фактичката состојба. Зашто интересот може да биде, ако добил нешто незаслужено, тој ќе брани и нешто што не се брани глобално, само затоа што нешто добил во некоја нелогична награда. Значи, сакам тоа да го отфрлам. И што е поентата? Поентата е следно. Факт е дека сите 4 партии доброволно го потпиша Пржинскиот договор. Мора да се научиме дека, ако мислиме дека некого ќе го надмудриме, последно меѓународната заедница, која што има методи и методологии да манипулира и со посилни држави од нашата, тогаш тоа било наивно и паѓа како одговорност, како негативни поени на тие кои што мислеле дека може да играат игри со една сериозна работа, како што е еден таков договор со гаранти кај што се јавуваат држави. Оттаму произлегува една поента дека мора да се соочиме со сопствените последици на погрешно постапување. Така. Пред да го завршиме разговорот, кажете ми како вие цените состојбата, дали во Македонија има демократија? По не знам кој пат, вака кога настапувам, ги збунувам гледачите прво, а и вас како домаќин можеби ќе ве изненадам. Значи, јас зборувам за меѓуетнички односи, меѓутоа не се најголемиот проблем. За името не ни спомнаме, но уште помалку е проблем за мене името. Гледам овде вие некаде подолу ставено сето тоа, затоа прашувам вака. Проблем е демократијата. Број еден проблем на Македонија е демократијата, но сватено како одговорност и на власт и на опозицијата. Ја не сум спремен како други да тргнам од тоа дека поодговорни се тие што се на власт. И власта се артикулира, се добива во еден процес, наследува можеби практикување на власт од тие што се сега опозиција, значи све тоа е колективна одговорност на сите политички субјекти, дури и оние што не се во власта се одговорни затоа што влегле во политиката. Затоа што влегле во политика, не се кадарни да бидат позначен фактор. Значи сите имаме одговорност и мислам дека она што ме загрижува за демократијата, тоа е што македонскиот народ е фрлен на маргините на општеството, до тој степен да јас демократијата, кога зборувам, сум загрижен дека македонскиот народ не можеше да одбрани автономска Македонија, ја изгубиме заради наметнат конфликт 2001 година, уште кој знае што ќе изгубиме затоа што народот го држиме надвор од процесите, го повикуваме само кога ни требе да се спасуваме. Фактички демократијата е потребна пред се заради највиталните национални интереси на македонскиот народ, да го вратиме народот во својата природна позиција, да му дозволиме да созре како политички народ и да реафирмираме Македонија како национална држава на македонскиот народ. Ако Меркел каже дека мултикултурализмот е мртов, не постои, се тоа се деструктивни процеси, ние оваа Македонија мора да ја воздигнеме во национална држава каде што секој што е лојален ќе ги има истите права како нас, но нема формално на хартија. Нека бираат албанското малцинство, сакаат на хартија да имаат права или сакаат да ги прифатиме дека се тука. И не сакам порадикално, моите ставови се непроменети уште од 90-та година. Во некоја друга прилика, само за тоа да зборуваме. Се надевам дека ќе имаме многу повеќе прилики. Многу повикувам македонскиот народ и прилепчани со самодоверба, никако малодушност. Во политиката ова е се една ситуација, можеби така и мислев да ја завршиме. Овие луѓе не се сноѓат, ќе дојдат нови луѓе, но не сме партиите да пропаднат, а луѓето поминуваат низ партиите. Затоа што има најава дека да се сменат работите, па сега партијата ја што ја основа, што не ме спомня никој ни во енциклопедија, така натаму, некој сака да ја растура. Нема да прифатам, ќе го повикам народот, ќе браниме партијата, но не и луѓето ако грешеле во таа партија. Значи останува на јадрото и што е идејата, идеологијата на самата партија и дефинитивно. Да бидам искрен, ја не гледам дека гледаме на модерна автократска партија каде што се снаоѓа со доста предизвици, но воопшто не забележувам
ВМРО идеологија и имаше отстапки кои што ме доведоа до линија да излезам од коалиција. Не излегов, затоа што сепак сметав дека би било идеологијата слабо повеќе да работи. А тоа се хашките случаи и некои други работи кои што не смееше да им ги дозволи. И сосема, значи, со две реченици, каде ја гледате Македонија, да речеме, за една година? Ако прави техничка влада или експертска влада, Македонија ќе тлее кризата, нема све ќе се мачиме со вакви прашања, само храбро да се пресече работата, да се направи политичка влада према волјата на народот, со тоа што сите успешни партии ќе влезат во таа влада, да имаме парламент каде што на говорница на вистина ќе се чуе гласот на она што е најсуштествено за македонскиот народ. Тогаш зависи од која опција ќе победе. За една година гледам Македонија во катастрофа, ако победи идејата да се влезе без избори во некој власт, и ја гледам Македонија во мирни води, респектабилна од нашите стратешки пријатели, кои што ќе видат дека ние стварно сме биле држава, ако се прифати политичка одговорност и разум, а тоа значи и тоа нека биде кај двете македонски партии, не ја обвинувам ни едната ни другата, да се помират, да влезат во влада и да одработат за своите грешки што ги направи од 25 години. И да го спасат македонскиот народ од оваа тензија, и национална држава на македонскиот народ. Тоа мора да победи. Да не се случи, бидејќи навистина постои стравување кај луѓето дека Македонија нема да ја биде, дека едноставно некому му е намерата да не разнебити по сите основи и така натаму. Но од ова што, еве, и со вас го разговарам, мислам дека доколку остане таа кохезија меѓу двете условно најголеми партии, секој што не поценува, посебно тие внатре што не поценуваат, цената што ќе ја платат ќе биде многу скапа. Превисока. На нивна штета. Ви благодарам за гостувањето, мене ми е многу жал што имавме околу малку време на располагање, меѓутоа ова беше по толку години прв пат, се надевам. Да, емотивно насоби, што ретко ме пуштат, под мраз ме држат, не ме пуштаат. Ке имаме и други прилики, велам, се работиме единствено за оваа убава Македонија, која јас признавам, еве, јавно многу си ја сакам. Тука и децата настојувам да ми останат, што значи дека... Поздрав до Прилепчани и во тој патриотизам ја одржам надежта. Така, ви благодарам уште едно за гостувањето. Терајте ги овие ваши идеи, ставови и така натаму, бидејќи ценам се за доброто на целиот македонски народ. Благодарам и на вас многу, што ми дававте можност. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието, ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Визија. Пријатно и до гледање.